Дали е вистина дека до вас во континуитет стигнуваат поплаки жалби од граѓани кои се незадоволни од некои правосудни постапки, обвинителства и така натаму, долги нерешени ситуации, дека тоа постојано се обраќаат до вас, барајќи помош, можеби, или пак дали ова исто така има влијание врз сето она што вие го рефериравте до Париз? Правосудниот систем. Се разбира дека добиваме поплаки и тоа е доказ дека се наоѓаме во истото европско семејство, голем број на поплаки кои што ги добивам, но кои се пред се доказ дека ние сме сите членки на Советот на Европа и со големо внимание ги следиме сите работи, затоа што Франција сега председава со Министерскиот совет на Советот на Европа. Советот на Европа е на вистина судската и правната свест и за фамозната агенда за која што зборувавме, аспектот на реформите на судството се важни, затоа што е тоа огледало на реформите, и ако амбасадорите не го следат развојот на едно општество во современото општество, тогаш може да си ја заклучат амбасадата и се разбира дека следиме се, како што ги следиме и прашањата со медиумите, социјалните медиуми, и тоа е елемент кој што ни овозможува понекогаш да навлеземе во деталите на функционирањето, во деталите на одредени лица, затоа што сериозно работиме и понекогаш одредени студии на случај можат да бидат многу интересни за да сватиме како функционираат работите. И одреден број од тие поплаки, знаете, се најчесто поплаки од француски државјани или државјани кои што имаат двојно државјанство, и сум го имал задоволството да присуствувам на некои рочишта, да видам како работат судиите. Тоа не значи дека правам притисок, туку да разберам како тие работат, и тука сме да ги разбереме и да сватиме дека постои напредок, и забележуваме преку случајот Рекет како се развиваат настаните за нови случаи, и со тоа се покажува дека општеството брзо еволуира, и тоа е една од работите кои што мора да го признаеме, затоа што стана збор за деблокирање на одредена состојба во општеството во 2015-2016, промена на состојбите во општеството, но исто така и изводреден развој на социјалните медиуми кои што ни покажуваат дека не може повеќе ниту да владееме, ниту да водиме дипломатија како претходно. И ќе кажам дека нашата професија постојано се менува, но исто така и нашиот начин да се соочуваме со реалноста. И затоа прашањата поврзани со следењето на судството и сите потешкоти кои што одат со него се од суштинско значење за нас. И нема да издадам тајна ако кажам дека за време на последните разговори кои што се случуваа во Париз помеѓу Никола Димитров, Бујар Османи и нивните француски колеги беа прашањата за судството поставени на маса и одблиску разгледани. Но тоа беше случај и со холандскиот парламент, но и со други, затоа што тоа е дел од агендата кој што е од суштинско значење.